Почитувани присутни, како што е познато, Извршниот комитет на Единствена Македонија на седницата од 17 март донесе одлука да упати јавен повик до сите поранешни сопартици кои од разни причини повеќе не се во партијата, да се вратат во матицата Единствена Македонија. Денес имам големо задоволство да објавам од револуционерниот прилеп дека 493 лица од 1000 основачи на една нова партија се враќаат во матицата Единствена Македонија. Колку е оваа бројка сама по себе од извонредно значење? Да кажам дека нова партија се формира со изјави од 1000 основачи, а денес од тие 1000 дури 493 лица се од прилеп со кои денеска продолжуваме заедно во Единствена Македонија. Ке продолжиме да се бориме заедно. Не ни треба основање на нови партии. Ја имаме Единствена Македонија, која секогаш е на првата линија во одбрана на националните и државни интереси, ќе биде посилна и пообединета од кога и да било досега. Единствена Македонија во изминатиот период беше на удар со смислени сценарија, вклучително и тешкиот фалсификат на последните избори спрема нашата партија, за што во јавноста веќе дадовме доволно докази. Но сега со пуштањето во јавноста на разноразни прислушувани разговори и вадењето на разни досиеја, ја користам приликата да изразам благодарност за обелоденувањето на досието под кодно име Атлантик, каде што јасно видовме дека сето тоа се правило смислено против Единствена Македонија како автентична национална и патриотска партија. Република Македонија преживува најтешки моменти од кога било досега. Целата држава е во заложништво и можеме да ја ослободиме само доколку делуваме. Токму сега единствени и сплотени во одбрана на татковината. Мора да се ја вратиме државата назад, како национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите национални малцинства според меѓународното право. За таа цел мора да ги поништиме сите антимакедонски договори со кои се брише се што е македонско. Но ова претпоставува една претходна ситуација. Соединување во матицата Единствена Македонија и токму тоа го правиме денеска тука од прилеп. Заедно сме во битката за Република Македонија. Заедно стоиме на страната на Македонија. Да ни е вечна македонската држава, да живее Единствена Македонија. Почитувани браќа македонци и сестри македонки. Денешниот ден е навистина голем ден за нас, вистинските родолюби и честни патриоти, 493 основачи од прилеп на партијата Родина Македонија, што денес се обединуваме и сакаме да бидеме единствени за единствена и во единствена Македонија. Мора да признаеме дека ние 493 основачи кои тргнавме да правиме нова политичка партија на време, согледавме дека не ни требаат натамошните делби и распарчувања и основање на нови политички партии, туку ни треба единство и да се обединиме како македонци за една цела обединета и единствена Македонија. Радува фактот што речиси и кај сите останати околу 500 основачи во Република Македонија на политичката партија Родина Македонија, кои се од други градови, има интерес и желба за соединување, обединување во Единствена Македонија. Колку што јас сум запознат наскоро, тоа ќе го сторат и основачи на Родина Македонија од другите градови, Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и други градови, и ќе се вратат во единството, за да бидеме поединствени во Единствена Македонија и сите соединети ќе ја биеме битката за Македонија заедно поединствени. Во ова многу битно време за Македонија и нас македонците, ние македонските родолюби патриоти кои досега целиот живот го посветуваме во одбрана на македонските интереси,
Денеска правиме уште еден голем чекор. Бидете убедени дека заедно, обединети во единствена Македонија, за да бидеме поединствени, ќе успееме во нашата битка за одбрана на македонската држава и македонскиот народ. Борбата за Македонија никогаш не запира. Македонија од предвечност до вечни времиња. Амин.